Добро дојдовте моја фамилија на мојата Уналум Тарот страница и мојот Уналум YouTube канал. Јас се надевам дека сите сте добро и здраво во ова невреме или пак време точно наменето за вас. Денеска ќе обработам една тема која ќе биде за ваш личен раст и развој. Момент по избор групи, енергија да изберете шпил карти кои што ќе ви донесат ултимативна енергија или пак порака која што ќе се однесува лично на вас, во која што ќе влезете како момент во декември месец да дознаете во каква енергија ќе бидете и во каков личен раст и развој, каде ќе треба да ги направите вашите промени или пак што поточно се менува во вашиот енергетски дел. Ова генерално, колективно, групно исчитување од тарот картите ќе биде токму наменето за вас и ќе се однесува на вашиот личен раст и развој за месец декември. Јас ќе ве оставам неколку секунди или пак пола минута да се одредите. Имате 3 шпила, 3 групи енергија која што кој шпил ќе ви се допадне интуитивно, ќе се определите за некој од овие шпилови ќе ви донесат порака од тарот картите. Овие се оракл тарот карти кои што ќе ви донесат порака за ваш личен раст и развој, за настан или пак за сами вас, во каква енергија влегувате во месец декември. Па се гледаме во првата моја група или пак првиот мој шпил. Добре дојдовте прва моја група или пак сите вие кои го одбравте овој прв шпил оракл карти. За вас ќе биде исчитување на кратка порака која што се надевам ќе резонира со секој од вас. Ова ќе биде ултимативна порака која што ќе биде на ваш личен раст и развој во зададена ситуација, момент каде што ќе биде во каква енергија влегувате во месец декември и каде ќе треба да обрнете внимание или пак што треба да промените во месец декември на вашата енергија или пак настан, ситуација, можност да се изградите и да бидете во еден раст, енергија која што ќе превземе огромна можност да се исцелите или пак донесете можност за одлука. Ајде да видиме во каква енергија ќе влезете во месец декември. Прва моја група или пак прв мој шпил карти за вас имате порака од овие оракл тарот карти или пак Moonology оракл тарот карти. Ќе биде во енергија да се соочите со вашите стравови. Вие влегувате во енергија да конечно во месец декември се соочите со вашите стравови,
да вашето лице се соочи со вашите стравови, внатрешни стравови, кои што ќе мора да прифатите некоја огромна одговорност. Енергија да. Вашите стравови може би се и ваше прифаќање за нека одговорност кој што и ја имате или пак ја имате во месец декември. Земете добар здив, енергија каде што ќе треба сега до месец декември да се одморите, да превземете огромна енергичност, да бидете во ваша рационалност, да бидете во ваша ултимативност, енергија каде што во месец декември ќе морате да донесете битна и важна одлука која што вашите внатрешни стравови се можност да прифатите огромна одговорност кој што ја носите на вашите плеки или пак на вашиот грб. Можност да промените или пак да промените вашата музикална енергија. Енергија да го промените вашиот кодекс на размислување. Енергија да промените сето она што ќе го искажувате. Момент да вашите стравови повеќе не бидат присутни во вас, туку да превземете огромна енергија која што ќе биде во донесување одлука за прифаќање ваша одговорност. А тоа ќе биде да бидете доста добро фокусирани на нешто кое што ќе значи од вас. Момент да вашите стравови ги соочите со вас сами и да бидете во енергија да промените размислување, стар начин или пак принцип на донесување ваши одлуки по повод ваша одговорност кој што ќе ви биде во енергија да се фокусирате. Фокусот ќе биде на првенствено место. Момент каде што ќе треба да донесете битна и важна одлука по повод ваша одговорност, прифаќање на одговорност, но пред се да биде момент да се соочите со вашите стравови. Ајде да видиме и што ќе ви порачаат овие Unicorn тарот карти. На што ќе биде вашиот фокус? Влегувате во енергија да се соочите со ваш страв, ваши стравови. Страст. Енергија страст. Страста не е само во љубовта, туку енергија да биде во ваша асертивност, да биде во ваш подем. Момент каде што страста е да ја донесете во можност во месец декември вашата енергија во зголемувачко ниво. Значи, вашите стравови и вашата одговорност, прифаќање на одговорност, кој што ќе треба да промени ваш принцип на размислување или пак на донесување битни и важни одлуки во вашиот енергетски дел, е да се фокусирате на вашата страст, зголемување на нивото на вашата енергија, на вашиот рецептивен дел, на вашата структура на тело, момент каде што вашиот енергетски или пак вашата промена во месец декември ќе биде да прифатите одговорност за сами вас, да бидете енергија да се соочите со вашите стравови, да го промените, значи да го промените здивот или пак да промените можноста на вашето размислување и да се фокусирате на вашата страст, а тоа е да го зголемите нивото на вашата внатрешна енергија. Ова се пораки за првата моја група, ова е порака за мојата прва група, која што ја избра
првиот шпил карти и ова е ваша енергија или пак ваша порака која што ќе треба да влезе во месец декември, за која што и ќе се бавите во месец декември и се надевам дека ќе донесете битна и важна одлука која што ќе превземе огромна промена во вашиот енергетски животоносен дел, а тоа е да прифатите одговорност со фокус и да ги тргнете вашите внатрешни стравови, да се соочите со вашите стравови. Се гледаме во наредна порака, прва моја група. Добре дојдовте втора моја група. Се надевам дека вашиот исход на денешното исчитување од тарот картите ќе ви донесе можност да се просветлите и да бидете во енергетски раст и развој во месец декември, да нештата се променат на вашиот пат во месец декември, да осознаете или пак да бидете во ваша асертивност и во ваше зголемување на енергичност во месец декември. Ајде да видиме што ќе ви порачаат овие тарот карти, овие оракл карти за вас, да видиме во каква енергија ќе влезете во месец декември и што треба да промените или пак на каков пат ќе бидете во зададена ситуација или пак можност да се развиете и да бидете во еден огромен раст во месец декември. Взаемна љубов, исцелување на срцето, тоа е што е, тоа е она што е, кршите ја вашата отвореност, и будење на гениалното во вас. Енергија да. Денешната моја втора група или пак втор шпил оракл карти, сите вие кои што се одлучивте за ова втор шпил тарот карти е да бидете во можност да бидете во можност да оваа нежна преградка ја направите кон сами вас. Можност да сте биле во претходниот период недоволно сакани или пак не ви била возвратена некоја љубов, енергија која што и го исцелувате вашето срце. Вие влегувате во една ултимативна енергија во месец декември, кој што ќе носи можност да се исцелите, да го исцелите вашето срце со тоа што ќе треба да скршите некоја ваша гордост, енергија да го отворите вашето срце кон нежна преградка или пак преградка која што некој ваш близок или пак енергија, љубовна енергија ќе сака да биде во можност да ви ја подари. Енергичност каде што некој од вас не добил доволно колку што и дал. Можност да во месец декември некој се соочи со неговото отварање на срчаната чакра. Можност да се отворите, да пристапите во отвореност, затоа што универзумот ви вели ќе бидете разбудени со гениалното во себе. Момент да и вие знаете да сакате, можност да и вие треба да бидете сакани, да подарите некому љубов и да
бидете возвратени со иста таква мера. Енергија да, доколку причекувате на нека врата која што веќе е затворена или пак се уште не е отворена за вас, ќе треба да време за да се отвори, момент каде што ќе треба нешто да отворите или пак да го скршите вашето его, енергија да се отворите, можност да бидете во ваша асертивна енергија, а таа е вашето срце, да не биде повредено, да не се браните, туку само да се отворите, затоа што капиите на универзумот се отвараат токму тогаш, во тоа време, кога ќе го отворите или пак ќе го скршите вашето затвореност. Значи, ќе ја заскршите вашата затвореност во енергија да бидете отворени, да го скршите вашето его, да бидете отворени со вашето срце и вашиот разум. Момент каде што некој ќе ве гушне или пак ќе добиете страствена прегратка од универзумот кој што во сето ова, кое што го давате од себе или пак она што ќе треба да го отворите за да го произведете од вас, е да бидете во будност и тоа ваша гениална будност. Момент да добиете една енергичност во месец декември, каде што и ќе треба да осознаете кому треба да му пружите можност да ве прегрне или пак на кого ќе треба да го отворите вашето срце, да го скршите вашето его и да ги скршите вашите граници кои што ве водат само во една енергичност која што вели не секогаш се случуваат нештата онака како што и ќе треба да се случат. Можност да не бидете повредени е да го отворите вашето срце, да не бидете во енергија да се браните, да исцелите случка која што може би се случила во претходниот период и да бидете во ваша асертивност со отварање на гениалноста во себе, да покажете на светот колку сте гениални, колку сте разбудени, затоа што само срчаната чакра може тоа да го покаже. Енергија да, оваа капија која што ќе треба да се отвори, која што вика тоа е тоа, енергија да, срчаната чакра која ќе се отвори, се отвара една капија од универзумот која што ќе ве води до скршување, значи кршење на вашето его, на вашето срце и на вашите поставени граници кои што и се ваша гениалност. Момент да се пробудите од долго сонувана енергија или пак енергија дека некој е до вас кој што сака искрено да ве прегрне, да го прегрне вашето срце и вашата можност да љубите и да бидете љубени. Ајде да видиме и овие уникон тарот карти што ќе ви донесат како порака за ваша гениалност, за вашето кршење на вашето его, на вашето исцелување на вашето срце, доколку сте биле скршени во љубовта, да ви покаже универзумот или пак некој кој што е близок до вас, кој што сака да ви пристапи со искрена љубов и емотивност, да знаете колку сте вредни и колку сте пробудени гениално во сето тоа. Енергија да растете. Енергија раст, онака како што и ви најавив, вие ќе бидете во месец декември на ваш раст, но и на ваш развој. Момент да израснете, да видите, да бидете спремни да учите од другите, да бидете спремни да влезете во суштината во самите себе, да скршите вашата препрека која што сте ја изградиле со
момент да не бидете повредени. Учете од другите затоа што срцето и начинот на размислување ќе треба да се учи, но не да градите една егоцентричност и пак егоизам кој што сте го поставиле во изминатиот период. Овие граници треба да ги скршите во момент да се изградите, да пораснете, да влезете во својата внатрешна енергија, да вашата љубов порасне, а сето тоа да го научите од другата енергичност, значи да учите од другите, од постарите енергии кои што и можност да процветате, да бидете во растечка енергија во месец декември. Се надевам дека оваа порака за мојата втора група од денешните тарот карти ќе ви донесе еден огромен раст и развој во месец декември. Ваша енергија која што ќе треба да исцелите, да скршите ваши граници кои што сте ги поставиле во изминатиот период за да не бидете повредени. Енергија да пораснете, да научите од другите енергичности и да бидете во ваше будење и тоа ќе биде во ваше гениално будење. Се гледаме во наредна порака, а јас одам сега и на третата моја група. Поздрав! И добре дојдовте трета моја група, за вас енергија во месец декември, да видиме како ќе се одвиваат настаните, каде треба да внимавате, каде треба да решите некој комплекс енергија која што ќе треба да биде во раст и развој. Да месец декември можност да увидите до каде се движат вашите асертивности, момент да дознаете нешто околу вас кој што и сте се надевале дека ќе бидете во можност да препознаете енергија која што ова е само ваша лична енергетска порака која што ќе треба да ја примените и да влезете во месец декември за да ја реализирате. Ајде да видиме што сакаат овие оракал карти да ви порачат за ваша енергија, за личен раст и развој во месец декември. На што ќе се однесува? Нема место како својот дом. Сите тие блистања, енергија да некој ги спушти своите маски, не се што злато сјае. Round and round, значи во круг, енергија, пристапи, leg up, пристапи, оди напред, и нов живот. Токму така. Трета моја група, вие влегувате во една инатно на декот срекна промена. Токму така, вие во месец декември ќе бидете во ваша енергичност. Ако во претходниот период сте се бореле со препознавање и со спуштање на маски од луѓе од вашата домашна енергија или пак нешто што е прикриено од вас, вие и тоа сте го направиле, сте дознале кои се луѓето кои што и ви застанувале на вашата среќа, кои што сте се вртеле во зачаран круг во вашиот дом, можност да препознаете дека се што свети не е злато, енергија да сега вие влегувате во една ваша рецептивност,
во ваше препознавање дека имате таква мокност да препознаете персони кои што ставаат маски и кои што не ви кажуваат вистини. Енергија да нема место како својот можност да некој и отпочнува нов живот. Енергија каде што и оваа оракул карта ни носи простор да влегувате во еден нов живот, нова енергичност, каде што нема да има маски и нема да се вртите повеќе во зачаран круг, туку токму вие сте научиле најважната лекција во претходниот период во вашиот енергетски дел. Да се препознаете самите себе, да осознаете дека луѓето се дупли, енергија да имаат дуплекси во себе, можност да се прикриваат и не го кажуваат својот енергетски дел или пак не ја кажуваат нивната вредност, да се да некој препознал некого од неговиот дом или пак некој од надворешниот свет кој што му значел, можност дека не бил искрен и не носел искрена енергија, туку ставал маски кои што се представувал во едно огромно светло, каде што и сакал да блиска со ваша енергија, но сето тоа вие сте го препознале и сте биле во енергија да ја спуштите маската на таа персона или пак на тие персони. Да некој сега влегува во месец декември во енергија да сте научиле важна лекција во вашиот енергетски живот, каде што во месец декември ќе спуштате маски на персони кои што само се вртат и ве вртат во круг. Можност да влезете и направите чекор за вас и донесете битна и важна одлука во вашиот живот во месец декември е да отпочнете нов живот, нова енергија, каде што ќе нема маски, ќе нема зачарани кругови, енергија да се чувствувате како дома. Момент да вие сте направиле суштинската вредност во вашиот енергетски дел и да бидете успешни. Можност да стрекните промени ги дочекате во месец декември, кои што ќе бидат во можност да живеете и да отпочнете еден нов живот, еден нов циклус, каде што ќе нема препреки, ќе нема можност да се преправаат персони кои што и не се толку битни повеќе за вас во вашиот енергетски дел, да ги исчистите персоните кои што не се во ваша енергичност, туку се препознавате со други персони, каде што и пристапувате во еден нов живот, да им овозможите на персони кои што се истомисленици, каде што и ќе бидат во честни и поштени и влегувате во еден нов живот, во една нова ултимативна енергија во месец декември, каде што и во месец декември ставате крај на вашиот стар живот, на вашата стара перцепција, на овие персони кои што биле околу вас, што ве окружувале, кои што биле во негативна конотација на вас сами и на ваше произлегување во една светла енергија. Вие во месец декември, трета моја група, ќе влезете со ногата во вашиот нов живот, енергија да пристапите во нов живот и да бидете во својот дом, можност да бидете во ваша енергетска енергија, во ваш нов живот, во ваш нов животен циклус, каде што и ќе бидете стрикни и успешни. Ајде да видиме и што ќе ви порачаат овие Unicorn еднорози карти кои што ќе и заокружиме денешната порака за вас, трета моја група или пак трет мој шпил карти.
Е, имагинација. Енергија да бидете во а, во можност да замислите или пак тоа што го замислувате во вашата визуализација го ставате да бидете во една нова реалност, каде што и ќе можете да си дозволите да верувате во еден нов живот, во нови луѓе кои што ќе бидат нови персони, нови души кои што ќе бидат во ваша енергичност, да бидат исто ваши мисленици кои што ќе бидат во асертивност, ќе ве гушкаат и ќе бидете во можност да изреализирате енергија која што вели замисли. Вашата имагинација ќе биде можност да бидете во ваша визуализација и во ваше исполнување, а тоа е ваш нов живот, каде што и ќе нема место за персони кои што ќе се вртат околу вас и ќе ставаат маски. Да некој од вас во денешното исчитување на оваа порака во вашиот раст и развој е да биде во ваша ултимативна среќа и енергија која што во месец декември ќе собори персони кои што ставаат маски, кои што личат на злато, но не се злато, енергија каде што не ви овозможуваат простор да буквално дишете и да бидете во еден зачаран круг. Енергија каде што правите и донесувате битна и важна одлука по ваша имагинација, која што ќе вели да влезете во ваша нова животна енергија со само истапување. Се надевам дека оваа порака денеска ќе превземе огромна енергичност за ваш личен раст и развој во месец декември, трета моја група. Се гледаме во наредна порака или пак во наредно исчитување од тарот картите. Поздрав!